Во Кичево мислам ке превлада. Јас би бил многу среќен да имаме салто мортале во погледите на толеранцијата или во погледите на граѓанинот како столб на нашиот политички систем, столб на уставот. Ние го напуштиме граѓанинот. Ние кога го изменивме уставот после војната 2005 година, како носител на суверенитетот го определивме не граѓаните, етничката заедница. Етничката заедница со протерувањето на граѓанинот од уставот и внесувањето на етничката заедница како носител на суверенитетот и преку неја во собраните да се манифестира политиката, мислам дека тргнавме во еден пат на неизвестност. Не формално граѓанинот носител на суверенитетот и преку својот пратеник го пренесува на собранијата суверенитетот. Во случајот, сега по промената на уставот, етничките заедници се тие што го имат реалниот суверенитет. Иако, значи, тој се остварува преку етничките заедници и Бадентеровиот систем на одлучување во собранијата. А када тоа ми дава за право да сепак не сме на драсната средина, да рече. Па еве у Запад се случуваат сега драматични промени со бегалската политика, со доселувањето на разни култури. Грешка, можеби, таа територијална поделба што се направи 2004 година? Апсолутно. Гоце тоа беше една од најголемите грешки. Јас водев кампања во тоа време, бидејќи имав посебен политички субјект, дека тоа не сме да се случи. Затоа што албанците добија шанса исклучиво по гаранцијата на американците и европејците дека два големи града во Македонија мора да имат градоначалник албанец. Зошто? Тие кај нив имат граѓански општество развиваат, а кај нас демек до тогаш ќе дојдат во рамноправна основа етничките заедници на албанците. Кои се тие два града? Струга и Кичево? Молам? Струга и Кичево, кои два града? Па еве, Струга и Кичево. Затоа што таму беше со години најголемо прикројувањето беше, да. И ги припоја сите мали општини кои што претежно живеа македонци, кои што испорачува голем број на гласови во Кичево и македонец победуваше у Кичево и во Струга. Со промената на територијалната организација, прво се деформира системот на локална самоуправа. Локална самоуправа не може од толку една агломерација како што е Кичево и па ако сакате и Струга и сите и Гостивар и сите големи градови. Се гледа дека единствен критериум било етничката припадност. Нелогично има во оваа територијална поделба, има многу нелогичности. А јас сум имал никаква функционалност нема. Има општини со 500 жители, има безвеза некако скроз. Па јас сум водел разговори во тоа време со Джеймс Перду и Лерон Лероа, кои ме убедува дека Охридскиот договор колку е тоа добра работа за македонците, а околу ова разговарам зошто инсистиравте да мора локална самоуправа која функционира на добра основа. У принцип, локалната самоуправа треба да биде мала заедница на граѓани, за да може луѓето таму добро да се познаваат, да се решават на локален план прашањата. Не може еден град како Кичево, Струга, со една на централизиран начин на управување. Тоа беше чисто политичка одлука. Јас се спротивставив. Има ли шанса тоа да се албанците, што добија македонците таму? Не добија ништо. Добија само привид некоја, демек албанците ќе обезбедат поголеми услови за подобар живот на сите граѓани ако е албанец градоначалник. Мислам, имам многу пријатели албанци со кои разговарам, кои што го делат, тоа е моја мислење, луѓе интелектуалци. Еве Кичево за 12 години си исели пола Кичево со Фатмир Дехари, таа теза не држи дека така да ние сме градиме според уставот граѓанско општество. Ако не се вратиме на изградба на систем, на темел на оваа држава да биде граѓанинот, Македонија ќе се сегментира на етничка основа. И живеачката, комуникацијата, па ако сакате и функционирањето на државата ќе ни биде се потешка и потешка. Граѓанинот е тој кој што прашање како да се вратиме сега, господине Петровски. Овака не се враќаме како сега. Затоа треба консензус, а консензус
не може да се постигне, очигледно дека треба сега и Дуи и Влен сите да се согласат за нова територијална поделба, ама тоа А да се ресетирам, па не Предпоставам мора. видовте за чашка како се славеше, како да се освоила територија, не како да се освоила има општина и- со 5000 жители, да. Па има шанса сега да исправат своите грешки, че нека гласат за кандидатот македонец, нели? Нека кажат, бидејќи има повеќе гласови, еве, заради градење на многу подобри мостови, на сигурност, на соработка, доверба, па ако сакате и пријателство внатре, ќе покажеме дека сме зрели за демократија. Овој кандидат е подржан, има бекграунд одличен, семејството е такво и излеземе и гласаме за кандидатот на... Ако е на ВМРО да помане, бидејќи е македонец. Нека покажат и од таа страна дека навистина сме надраснали, сме ги надраснали тие предрасуди како припадници на етнички заедници, ако сите сме државјани на Македонија. И конечно тука да завршам. Мислам дека Македонија не успеа за сите овие години да направи политичка нација. Политичка нација, знаеш што е, ти си новинар, значи тоа е збир на сите припадници на етничките заедници кои Македонија чувствуваат за својата татковина. Нели често почуваат во дадени моменти, еве Ахмети го гледам на телевизија, Македонија наша татковина. Ајде да видиме, ако е Македонија наша татковина, дај сите да бидеме членови на таа нација во политичка смисла на зборот. Како ќе се нарекува таа политичка нација? Ама нема Тие не сакаат македонци да се нарекува, бидејќи па има не. македонци во етничка смисла и поради тоа Не одбиваат, може да биде. Па кои се членки на Обединетите нации? Самиот збор кажува. Членки се државите како нации. Значи, ние викаме Организација на Обединети нации. Не викаме Организација на држави. Припадници на држави составени од етнички заедници. Нема на логика. Значи, тоа е усвоена светска терминологија, меѓународното право. Ајде, да видиме, еве, некои прашања треба да се решават цврсто, да се загнушава и нашиот народ, да се нагази машки, сериозно. Тие се стават да под кажеме, тепик со надеж дека ќе дојдеме до Европска унија, па потоа ќе ги отвориме тие прашања. Сега има некаков пречуитен консензус во општеството за знамето, за химната, за тоа да не се говори ништо додека не дојдеме до Европска унија. Не дај Боже Албанија да влезе пред нас у Европска унија, овие прашања што ти ги спомна, тоа ќе биде мачни преговори и тестови. И химната, и знамето, и грбот. Мислите дека Албанија би ни поставувала услови слично како не? Бугарија? Па тоа е цело време што го поставуваат и Влен и Али Ахмети како прашање. А Албанија у принцип ги поддржува ставовите, да речеме. Добро, во овој момент тие се поблиску до Албанија Дуи, а додека Влен е поблиску до Косово. До Курти. Тоа ќе биде мачна работа, него ние да молиме Господи, јас слушам председателката наша го спомна што ја знам и Зевс и Ахил и Парис како помош да и помогне на Македонија да влезе побрзо во Европската унија. Знае, таа е свесна што значи ако отидат Црна Гора и Македонија и Албанија пред нас, не само што секоја нова година додава нови услови за членство, ние на вистина не смееме, ние сме сведоци. Све до сега што изгубивме на времето по глава не удри. Све нови и потешки услови, така да нема друг спас. Очекувате ли Европска унија да има разбирање за овие загрижености што ги имаме ние како држава, дека постојано сме малтретирани, непринципиелно условувани од Бугарија за прашања кои немаат никаква врска со критериумите копенхашки, што се основни за членство во Европската унија. Гледаме дека Мицковски и председателката Силјановска Давкова овие години нешто се обидуваја некако да пробудат некаков интерес и кај Софија и чекаја нова влада, дојде нова влада и во Брисел, да се отвори повторно темата и да се одговори на овие наши загрижености. Дали очекувате, дали овие надежи што ги имаат може да се исполнат, некој да се појави да го пресече овој Гордиев јазол што го имаме со францускиот предлог? Го нема Александар Велики, македонски. Иначе тој би го пресекол со мечот веднаш. Најголемата заблуда наша, мислам наша, како држава во овој момент тргнува од позициите на власта, на председателката и на владата,
е дека во меѓународните односи владае меѓународното право, дека владае право, правдина, дека таму има хуманизам, алтруизам и така натаму во почитувањето на меѓународното право. И тоа нема врска таа работа. Тоа е најголемата македонска заблуда на оваа влада и на оваа власт и на преседа. Владаат само интересите. Погледнете како е направена Европската унија, како функционирала, како денес функционира. Сите држави и членки на Европската унија се договорија. Дали Франција како? Зошто го даде тој предлог? Преговарачката рамка ја прифатија 27 членки на Европската унија од мощне прагматичен аспект. Интересот е во прашање. Секоја од членките на Европската унија има некои проблеми со својот сосед или имала. Ако го нема правото на вето, не може тоа да го реализира. Така е со Бугарија, така е со Хрватска. Да, затоа се противат сега на евентуалната промена на начинот на гласање. Ама добро, тоа е идеја што од Лисабон се спомнуваше, така ли, до денес. Меѓутоа се спротивставуваат сите. сите. Поради Украина, може би има поголеми шанси да Што стане Украина реалност. го слушате денес Орбан што вика. Јас се согласувам Украина никако, Западен Балкан сите додатно од источниве земји Молдавија, Грузија. Молдавија и Грузија. Да. Молдавија и Грузија, да, и Западен Балкан. Никако Украина нема таа држава. Другата Бугарија вика никако ние не прифаќаме. И Грција. Исто. Грција е тука. Значи, тие си го ја чуваат својата позиција. Зошто Фицо го убедуваат од Словачка и он доста така радикален е односите со Европската унија, а и Орбан го убедува дека тоа за сега е само желба да остане нивните позиции така неутрални или критички кон Европската унија. Главниот врзивен материјал што ги спојува европските држави да не дозволат квалификувано мнозинство при гласањето за прием -1 или 2, е тоа што сите имаат проблем. Хрватска има сериозни проблеми со Србија. Ако влезе, ако почне Западен Балкан заедно со Србија влезе, Хрватска ќе стави сериозни забелешки и тој процес може да трае многу подолго. И кое е оружјето што го има во раце Хрватска од тој случај? Ветото. Како што го има и Бугарија. Значи да не се надеваме на таа опција дека Македонија е во многу тешка состојба. Мислам дека луѓето ќе смислат некој решение и тоа многу брзо мора да се реагира, бидејќи овој пат од Бугарија имаме јасен одговор. Так, сите политички фактори се обединија. Тоа што е договорено да се исполни. Нема. Да. Порака, секоја порака што стасува од Европската унија, освен од Орбан и Словенија, да речеме, и Словачка, е променете го уставот. Значи, Европската унија не прифаќа друг, за сега нема таква можност да се промени системот на одлучување на гласање и ние или ќе си останеме долго време, или дека одлучи раководството ќе си браниме статус на слободна држава која ќе се соработува со сите земји. Не вели дека тие нема да гласат за уставни измени. Вели дека ќе гласат, но бараат некаква гаранција дека нема Бугарија повторно да не блокира. Знаете, тој вториот протокол е оспорен и пред Уставниот суд, ќе видиме тоа како ќе заврши таа приказна. Историската комисија се уште функционира. Од искуството што го имаме со Бугарија, очигледно дека нема да ни биде лесен патот во преговорите. Може ли на некаков начин, ако навистина сакаат Македонија да ја видат во Европска унија, да ја примат во Европска унија, можат ли нешто да се потрудат да ни дадат некаква, сега не знам тоа гаранција, тоа што се подразбира, тоа формална гаранција нема, но ете некако на некаков начин да не убедат дека нема да имаме веќе проблеми со идентитетот, да ни велат Гоце Делчев е бугарин или нема да влезете во Европска унија. Ако сакате отворено да разговараме искрено, внесувањето на бугарите во уставот, иако тоа за нас е голем камен на срце, бидејќи бугарите никогаш не биле ослободители во Македонија, никогаш не биле создавачи на Македонија, никогаш не ја бранеле, не ја штителе Македонија. Бугари беа окупатори, дојде во Македонија. И тоа со тешко срце, ја ги разбирам сите, еве од ВМРО и премиерот и сите што сметат дека е тоа невозможна мисија, дека тешко можеме тоа да го проголтаме сега да кажеме тоа не било така.
Тие велат ќе го проголтаме, но проблемот е дека ќе бараат да не бидат окупатори, да бидат администратори. Тоа ќе бараат потоа, Не, да ја довршам мислата. Значи, тоа е најбенигната работа што треба да се направи. Без никакви обврски во другите членови од уставот. Да се набројат етничките заедници кои што живеат реално во Македонија. Бугари има колку има? Не знам колку има. 3.500 беа на попис. 3.500. Значи реално се бугари постојат во уставот. И приказната тука да остане како што сите други етнички заедници живеат во Македонија, да се внесат и бугарите како дел од припадниците на етничките заедници. Завршена е приказна. Друго, историја, нација, што ја знам, култура, традиции, тоа не смеја да се чепне, тоа нема апсолутно, знаете како е, не преседател, не премиер на држава, она што е нешто најсвето. Нема да се дозволи. Друго е прашање дали Бугарија во овој момент може да ни гарантира, Европска унија нема да гарантира. Може само Бугарија да гарантира заради нејзиното право на вето, па да кажа, добро, дајте ќе го промениме, ќе потпишеме, да речеме, нов договор за пријателство и соработка или ќе потпишеме билатерален договор дека ние остануваме на ова. Променете го уставот, завршени се сите приказни со поранешниот договор за не велат пријателство. така. Велат има обврски од вториот протокол, а таму има еден куп обврски, сега да не ги набројуваме. Не, може да се протоколот не е Историската комисија, документ. учебници. Протокол е билатерален документ, потпишање со македонската и бугарската влада. Наравно, не сака да разговарат. Велат тоа е, тоа треба да се исполни. Да. Па значи, ако сме свесни за тоа, дека Бугарија не го менува ставот, дека Европската унија го спомнува само овој став. Ја мислам дека единствена шанса, гледам како, што ја следам меѓународната политика, ако се случи некое чудо, па во исти период во Европската унија да влезе Западен Балкан, Грузија, Украина, Молдавија и да се затвори приказната наспроти, да речеме, стравот од Русија. Со политичка одлука, како што влегува Бугарија и Романија. Па не се е тоа политичка одлука. Гоце, велат се со методологијата нова дека не може тоа така да се случи. Па не, новата методологија е, ако ја направат, може максимум да биде да има квалификувано вето. Ова квалификувано мнозинство, да не може земја една или две или три, да речеме, да кочат цела Европска унија ако сака да ја прими Македонија во Европска. Друг начин не постои. Све е прашање на политички договор, но ние маневарски простор немаме. Значи, Македонија мора да бара сега друг пат. Граѓаните нема да се согласат така брзо, после оваа голема победа на ВМРО на локалните избори, бидејќи на секој митинг беше не доаѓа предвид промена на уставот, доколку не се стават македонците во бугарскиот устав, доколку не посегна со гаранции за нација. Значи, ние стварно све. Навистина сме во многу тешка, ќе дојдеме во многу тешка економска положба. Нашето престројување мора да биде во најскоро време. Не знам, разговарат некои небулози, па и други некои луѓе, новинари, па наводно аналитичари, што своевремено предлагат денес, пак ја подгреват идеја. Ние не припаѓаме тука, припаѓаме, што ја знам, во БРИКС или Русија или натаму. Ако ние инклинираме на таа страна, ти гарантирам дека за година дена Македонија ќе се распадне, ќе се создаде нова Илирида. Не може да се етничката заедница на албанците исклучива тука. Сакаме во Европска унија сите. Ќе бидеме заедно со Косово, со Албанија. Македонците ќе бидат со македонците у Бугарија, со србите, со бивши југословенските сите кои ќе влезат во Европска унија. Друга варијанта апсолутно. Са големите партии невозможно. И Мицкоски уверува дека се за Европска унија. Моето последно прашање, господине Петковски, ни помина времето брзо, како и секогаш, како и секоја емисија. А ти водиш дека може да ми кажеш. Последното прашање ми е дуи албанциве, особено, но и Бугарија, постојано говори дека тоа што Македонија не оди на патот кон ЕУ, свесно или несвесно не става под влијание на така наречениот српски свет. Ова се најде дури и во извештајот на Европскиот парламент
по ургенции на бугарските европратеници. Сега беше тема и деновиве со прославата на Зебренјак кај Куманово. Гледате вие реална опасност за Македонија во овој контекст или ова е само дел од наративот што ги имаат албанците антисрпски и бугарите против Србија? Прво, не гледам тука може да има приказни и така натаму создавање на тензии. Ја реално не гледам никаква опасност за српски свет во Македонија. Има обиди, ама гледате, веднаш тие се, ако ги гледате српските националисти од типот на Шешелј, и разноразни, они уште утре би влегле во Македонија, би ја прегазиле. Меѓутоа, рачунаме за српската држава, дека односите со Македонија се изонредно добри. Има провокации. Или на Кајмакчалан, кога полага на српската заедница, не знам кој дојде, дали дипломатски. Беше и министер Несреќно Дашич, срочена реченица, после мораше да се извинува за тој српски свет и така натаму. Тоа прикладно се врзува повеќе, јас мислам. Се врзува на решението на премиерот за председател на комисија, односно вице-премиер за односите меѓу етничките заедници да именува Србин како една помала етничка заедница од колку што се албанците. Затоа што тие си ја чувствуваат, тоа министерство си го чувствува. Јас ми реков и си журки правеше таму и роден ден на Али Ахмети како дел од своја територија и тоа многу ги здоболе. И на таа основа се темелат приказните дека, а може да има приказни задкулисни. Јас не му давам сериозно внимание на таквиот аспект на проблемот, гледам од аспект на односите меѓу двете држави. Се што е зад кулиси, се што е, што ја знам, подметнувања. Да, и кога говорат за тоа српски свет, не е баш јасно што мислат на тоа српски свет. Кога беше владата на ДУИ на СДСМ, имаше отворен Балкан, имаше поинтензивна комуникација него што има сега. Сега повеќе се говори за тоа српски свет, што и да е. Не, муабетите почна од како Додик дојде во Македонија кога се славеше Свети Сава, ако се сеќаваш на театар. Дојде и он така одржа еден говор, иако во тој момент он беше дискредитиран меѓународно. Да. Сега ќе биде рехабилитиран. Бидејќи беше добар, американците го ги тргна санкциите. Го смени од председател и сега. Од тогаш почна да прига. Не верувам, мислам дека Србија и Македонија како држави има добри односи и треба да се унапредуваат односи. Прожем со сите, и со Грција, и со Бугарија, и со сите, па и Бугарија што не негира, ние мораме да се одржуваме добри односи во сферата на економијата. По овој држави ќе постојат една покрај друга, макар Македонија утре не станала нити членка на Европската унија, ќе продолжи како самостојна држава, ќе гради односи со сите што не признаваат, што не почитуваат, ќе развие економски односи, ќе се позајмува, ќе земаме кредити и така натаму. Тоа не може никој да го... За жал, немаме ниту елементарни контакти сега, на многу ниско ниво се тие односи. Благодарам многу господине Петковски за учеството во емисијата. Ти благодарам на поканата, задоволство ми беше и мене. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше Тито Петковски во денешното само интервју. Останете со програмите на Канал 5. Се гледаме во недела, бидете на Канал 5, вечерта отворено студио, да го проследиме и вториот круг од локалните избори и да видиме каква ќе биде разрешницата. Довидување.